Доколку вашето дете има сипаници, за терапија треба да издвоите најмалку 2000 денари, бидејќи ниту еден препарат го нема на позитивната листа на лекови. Во време на епидемија на стрептокока, доколку имате дете заразено со оваа бактерија, неговото лекување ќе ве кошта најмалку 1500 денари. И пациентите со хронични заболувања, за да пијат нови и современи лекови, треба да имаат подлабок джеп. Мора да ги купуваат на приватно, бидејќи позитивната листа во Македонија не е ревидирана повеќе од една деценија. И на неа има апчиња, кои во други земји се одамна надвор од употреба. Например, за третман на хипертензија, матичниот на рецепти препишува неколку медикаменти кои ги плаќа фондот и се неопходни за регулирање на крвниот притисок. Но лек за истата болест, кој има повеќе компоненти и е доволно само едно апче, не е на позитивната листа. Со вакви небулозни ситуации секојдневно се соочуваат лекарите и тоа за поголем број на дијагнози. Нас ни треба нешто што е за хронична состојба најмногу, кај што е конкретно пример за хипертензијата и че имате многу сериозни лекови кои што се доста добро квалитетни и кои што пациентите мора да ги купуваат на приватно заради тоа што позитивната листа не го покрива тоа. Е еден круцијален лек кој што на пример ќе им го смени притисокот од таа висока вредност на некоја понормална вредност која што нас ни треба да ја одржава. Доктор Трајковски вели дека неопходно е да се ревидира листата на лекови, за да им се олесни на пациентите, но и на државата. Имаме ситуација кај што јас морам да препишам на одреден пациент, доаѓа пациентот вика јас немам пари да го платам овој лек, пиши ми било што друго што е на терет на фонд, а знаеш дека му помага другиот лек. Ревидирање на позитивната листа беше приоритет на секој министер за здравство кога ќе седне во фотелјата, како што е изградбата на новиот клинички центар. До ден денес ниту има нови лекови на рецепти, ниту пак се удрени темели на новиот комплекс.